malena во молитва покајничка. Прости ми, се откажав од гревот смртен. Татко мој небесен, и Слово Божјо ни испрати, Синот свој Исус да не спаси. Богороден во тебе сум, Татко мој небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој. Слава ти, Господе Исусе Христе, што и во овој ден го отварам моето срце да дојдеш во мене, ти да зборуваш низ мене, ти да ги вршиш делата, не јас да зборувам. Еве ги сите овие Библии кои се собрале овде, поголем број, спремни, Господе Исусе Христе, во разни бои, слова кои треба да се озвучат. Слава ти, Господе Исусе Христе. За да научиме како да останеме во Твојата љубов. Како ти да зборуваш низ нас, како ти да не учиш, како вистински да бидеме Твои ученици, да имаме власт над змии и скорпии. Ме прашуваат каде пишува, кој ќе ми постават прашање дека сме паднати на земјата. Те сакам, Господе Исусе Христе, па пишува во Откровение дека сатаната е паднат на земјата. А ти сакаш да пишува, да, паднати сте на земјата во толку час од тој ден и ти си паднат таа улица, тој број, лична карта и матичен број. Сатаната е паднат на земјата. Потоа во 1 Јованово има два вида суштествување. Синови човечки и синови Божји. Или си со Исус, или си другиот, односно синови сатански. Синови сатански и синови Божји. Ако не е Исус во твоето срце, ти си син сатански. Може да мислиш дека си во Исус, само со умот да ги цитираш овие слова. И сега друг ме прашува, каде пишува дека душата ќе оди на суд? Човеку, дали ти разбираш што е душа, што е дух? И, пази, ми дава цитат, ако најдам каде, те сакам, Господи Исусе Христе, и тој самиот цитат не го разбира. Убаво му вели, каде пишува, духот требал да оди горе. Пазите Солунчаните. Самиот, не гаснете го духот. И ти разбираш што е тоа дух. Не презирајте ги пророштвата. Вашиот дух, душата и телото да бидат запазени, а овде вели, сега че кај се префрли сега овој на дух. Дали душата останува во телото на земјата или заминува? Важно е прашањето. Но како ќе му објасниш на некој што нема дух? Телесниот човек не го разбира духовното. И ние ќе земеме, почнавме да се расправаме. Јас му кажувам цитати, му пуштам. Не прифаќа. Таму пишувало духот се враќа. И еве сега фатив од ова зеленава Библија. Познавав една жена, пасете, цитираше Библија и беше темел на црквата, а сепак на крајот лежеше и умираше. И ти си бил подучуван во некоја телесна црква. Например, дека треба да славиш некој ден, еве, саботата ја славиш и зборуваш само за Христовото доаѓање. И ме вели зборувај за тоа, на радио ме пушта. Одам зборувам, кај рече тоа, сега ќе ме казнат. Што сум зборувал за чиповите, за живот на зверот, за вакцините. Па знаете. Значи, Матеј,
6 глава. Затоа ви велам, не бидете загрижени за својата душа. Што е тоа душа? Што е тоа тело? Што е тоа дух? За тоа што ќе јадете или ќе пиете, ниту за своето тело што ќе облечете, значи тело и душа се различни. Тој ме вели, душата не останувала овде, тука пишувала. Ако го читаш словото буквално, телесно, без дух, не го разбираш. Телото е од земја, духот е од небесата, душата е на границата да избере дали ќе оди во телото, во земја, или ќе остане во духот. Душата е нематеријална. Можеш ли да ја допреш? Пазете сега. Не грижете се за својата душа, за тоа што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело во што ќе се облечете. И сега тој значи покажува дека душата и телото се различни и ќе го најдеме тој на почетокот и му дувна во лицето. Втора глава. Матеј, те сакам Господи Исусе Христе, 10 глава. Не плашете се од оние што ви го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат. Значи, душата е нематеријална. Душата не е телесна. Пазете. Плашете се повеќе од оној кој може и да ги погуби и душата и телото во пеколот. Значи, зборува за душа и тело. Што е тоа душа? Исус, јас сум, дојдете кај мене сите изнемоштени обременети, 11 глава, 29 стих, јас сум кроток и понизен по срце. И ти би требал да бидеш кроток и понизен по срце и ќе најдете починка за своите души. Дали можеш ти да ја допреш душата? Дали можеш да ја повредиш душата телесно? Интересно, да ја врзеш душата. Матеј. И пазите сега, демек душата не одела во Божјото царство. 12 глава, 18 стих. Зборува се мокниот Бог, еве го мојот слуга, кого го избрав, мојот возлюбен, во кого мојата душа е задоволна. Значи, семокниот Бог, ако гледаме со таа земна логика, има душа, ќе го положам мојот дух на него. И не знам дали ќе му дојде. Ева понатаму истото Евангелие Матеј, како што рековме, 1:12 глава, 28, јас ги изгонувам демоните преку Божиот дух. И сега како да разбереш дека нашата вистинска природа е духовна и ние сме паднати на земјата. Исцицан дух. И повторно ни е вдахнат дух да станеме душа во лицето, му дувна во лицето, за да можеме во слободна волја. Душата сме тоа што сме ние и тоа оди на суд. Дали сме се исполниле со дух, со сета полнота како Исус, или се враќаме назад. Значи Матеј 16 глава од 25. Кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја загуби. А кој ќе ја загуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Исус. Каква полза ќе има човекот ако го придобие целиот свет, а ја загуби својата душа? Што ќе даде човек во замена за својата душа? Зошто да ја загубиш душата? Па затоа што имаш слободна волја. И наместо да го избереш Исус, ти душевно размислуваш телесно. А треба духот да дојде, да имаш водство. И тоа е целата суштина. Така што синот човечки, Матеј 20, 28, дојде, не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина, за браќата. Значи душа, дали душата оди во Царството Божие? Не одела, духот одел, така пишувало. Па знаете, кога си ти телесен, како да му објасниш? Му викам, духот ти зборуваш или телото? Он не прави разлика што е тоа дух, што е тоа Исус, како да дојдеш до Исус, како да се насели во тебе, а зборува што е тоа душа. И сега ова е Матеј, исто Исус, она позната сцена, кај се прави идолопоклонство, 26 глава 26, кога јаде, Исус зеде леп,
го благослови, го раскрши, го раздаде на учениците и рече: земете, јадете, ова е моето тело. Потоа ја зеде чашата, за благодари, ми ја даде и рече: пијте сите од неа, ова е мојата крв на заветот. Значи не пијте, не јадете крв, крвта е душа. Ако го знаете, тоа значи душата повторно ја дава. Исус понатаму, истото Евангелие, 38 глава, мојата душа е длабоко натажена. Значи тоа е што сум јас, што си ти е душата, и таа секако одино кога треба да објаснуваш некому телесно. Затоа телесниот човек не го разбира духовното. Духот е бодарно, телото е немокно. Значи нас ни е потребно водство од Духот. Син Божи е оној кој го води Духот Божи. Ако не те води Духот Божи, не можеш да го разбереш ова. Значи Словото убива, а Духот оживотворува. И тој сега ми цитира таму некој. Ке дојдеме сега. Исус повторно извика со силен глас и го предаде Духот на крстот. Па да, Духот е самиот живот. Но во Духот вдахнатиот оди и душата. Интересен е тој момент. Тоа што си ти волја, чувства и мисли. Марко 1 глава 12. Духот го одведе Исус во пустината, значи Син Божи е оној кој го води Духот Божи. Човек со нечист дух, нечистиот дух го гони, Исус го изгонува со Духот на нашиот Отец. Значи тие се тие елементи, душа, дух, и се како ќе ги разбереме. На друго место, 5 глава, Марко излези од човекот нечист духу, обседнат од демоните кои се духовна природа, ние не ги гледаме, и изгонуваа многу демони и многу болни помазуваа со миро и ги исцелуваа. Ако си Исусов ученик, се разбира, ако научиш како тој да те води во духот. И сега одиме, пак една жена имаше нечист дух, значи демоните се духовни, духовна природа, и ние сме биле духовна природа, паднати сме на земјата. Нели, со сатаната, имаме малку време. Душата е таа која треба да ја преплави духот и од животворен жива душа да биде дух што оживува, да оживееш во духот. Значи каква полза има човекот ако го добие целиот свет, а и напакости на својата душа? Марко 8 глава 36 стих. Повторно се гледа дека душата е важна, дека не може душата да не оди на суд, не оди духот негов, самиот живот на суд. Со ревност го љуби духот што го вдахнал во нас, но ние не разбираме што е душа и што е дух. Тоа што сум јас, смртно е нажалена мојата душа. Ти го доведов својот син во кога има дух кој немува, што му го виде духот. Марко, повторно продолжуваме. Духу кој предизвикуваш немост и глувост излези, вели Исус 9 глава 25 стих. Уште малку ќе ја завршиме ова зелената, подиме на други. Значи Исус ја даде својата душа. Не го даде својот дух, својата душа ја даде за откуп на многумина. Ја дава душата своја за браќата. И повторно ќе дојдеме. И сега ова е тоа што сакам да им го објаснам на луѓето, но не го разбират, му велам на човекот: добро, душа, дух, остај сега што е водам. Не, да не грешиме вака ние Евангелијата. Не го читај буквално, не го разбираш ова во тело. Те подучил некој таму од една деноминација да славиш еден ден, потоа да зборуваш за доаѓањето на Исус, па ако многу екстремно се зборува, може да ти избркаат од работа. И потоа ти не можеш да разбереш човеку. Кога ќе те поведат и предадат, не грижете се 13 глава, 11 стих, Марко, што ќе зборувате, она што ќе ви биде дадено во тој час, Духот ќе зборува низ вас, Светиот Дух, дали го знаеш тој принцип? Јас му велам, ако јас зборувам во Духот, ти се спротиставуваш на Духот. Душата оди на суд. Што мислиш ти што оди? Духот на Отецот што е самиот живот. Мојата душа е нажалена до смрт, вели Исус, не вели мојот дух. Духот е бодарно, телото е немокно, повторно во Марко се повторува тоа. И тука сум негде дојден, ја оставаме оваа зелена Библија. Слава ти Господи Исусе Христе. И ја земаме оваа голема Библија. Се разбира, ова слово без духот, без водство е мртво и јас не го разбирам. Јас кога ќе застанам пред словото се затресувам, ако треба повторно да ви го објаснам тоа. Го создаде Бог човекот, прва Мојсеева, според образот свој. Ние сме според образот создадени. Машко и женско бевме, потоа не подели.
го создаде Господ Бог човекот, 7 глава 2:7, од прав земна и му дувна во лицето дух животен. И стана жива душа. Му дувна во лицето. Што значи тоа во лицето? Па токму тоа значи ти стануваш личност, односно душа. Кај сме сега проповедник, и ево овие стихови ми ги кажува човеков, значи ќе се врати правот во земјата како што си бил, духот ќе се врати кај Бога кој го дал, демек духот се враќа, душата не оди. Да, можеш буквално да го читаш, да разбереш што е душа, што е тело. И се одиме овде, што размислува безбожникот, мисли човекот не може да се избави од смртта, книга Мудрост Соломонова 2 од првиот стих. Случајно сме родени, воопшто како да не сме се родиле, кога душата ќе изгасне во прав одиме, нема ништо и така натаму, така размислува телесниот човек. Но 3 глава Мудрост Соломонова, првиот стих, душите на праведниците се во Божја рака. Повторно души и праведници, значи тој ми ги отвори овие стихови. Не да се расправам јас, што ќе му кажеш на човек кој е телесен и не го разбира. Само да отвориме, значи душите на праведниците, душата е тоа што сум јас, што си ти. Може би имаш уште некој стих, ова што е овде. Соломонова, тоа го исчитавме. Одиме на оваа плавата Библија. Во сите бои. Деска се расправаме со. И сега ние ќе дојдеме до тоа со луњаните. Второ писмо Петар, кај ми е телефонот, те сакам Господ Исусе Христе. Писмо до израелците, со лунците. Ете што вели тој. Што вели тој? Самиот Бог, 5 глава 23, кој е извор на мир, нека ве направи целосно свети и нека го зачува чисто целото ваше битие, духот, душата и телото. Се до повторното доаѓање на нашиот Господ Исус Христос. Значи, нашето битие е дух, вдахнат дух, душа оживеана, тоа што сме ние, и тело кое се враќа во земја. Значи, тоа е тоа што да го разбереме, но како, зошто и во колку часот не е добро да размислуваш. Затоа е кажано, не барајте мнозина да бидете учители, по големо осудување ќе добиете, дека телесниот човек не го разбира духовното. Дека го проучувате писмото, мислите ќе ви даде живот вечен. Не доаѓате кај мене да ви даде живот вечен. Како да дојдеш кај него, ете тоа е целата суштина. Како да дојдеш вистински до Исус, тој да зборува низ тебе, тој да те учи. Ти тогаш нема да поставуваш прашања каде пишува вака и така. Па сетне и упреку, кога Духот ќе дојде, се ќе ви објасни. Пишува во моето срце, живи слова во срцето и во твоето срце може да пишува. Не на камени слова. Како ќе ги проверуваш духовите, па кога Духот ќе дојде, се ќе ни објасни. И ти ќе викаш, татко мој, ава оче, нема да викаш Господи. И ќе велиш Исусе, 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 Исусе. Дали душата заминува или не оди. Ти не знаеш и не размислуваш, не се грижете за утре, како беше тој стих, за утрешниот ден. На секој ден доста му е своето зло, како ќе биде обземени, значи славиш сабота, си влегол во некоја деноминација, нема дух, познавам луѓе такви. По извесен период почнува да ти кажуваат што да правиш. Се возгордејуваат, љубовта ослободува, знаењето возгордејува. Значи нема дух, не разбира што треба да направиш. Исус да живее во тебе. Да бидеш син Божји кој го води Духот Божји, инаку ти ќе си зборуваш од себе си, ќе си цитираш, па ќе проверуваш во Библијата. Јас му велам, ако јас зборувам во Духот, ти тогаш се спориш со Светиот Дух. Ако си дошол до овде, ме прашуваш како можеш ти секој ден да зборуваш? Па Духот зборува, не зборувам јас. Тоа е целата суштина. Тоа што те привлекува и ти се допаѓа, што го гледаш мирот е Духот.
Исус како да те учи. Неземни водачи. Црквата е на Исус Христос. Во која заедница одиш ти, ако сте се поделили на 30, 40, 50, 100, 200? Само една да е вистинска, другите се лажни, зашто црквата е на Исус Христос и така држиш таткова жена. Дали душата или духот? Апостол Павле вели во тело или без тело, не знам. Јас воопшто не размислувам на тоа ниво. Како ќе биде таму горе, кога ќе дојде Господ Исус Христос, Армагедонот, како ќе биде, како ќе одиме ние, ќе воскреснеме како душите. Па ти гледај Исус да дојде во твоето срце, ти размислуваш, ти како сега да тргнеш на одмор, како ќе се капеш, размислуваш, а ти не си тргнал, се уште провери дали имаш доволно сили да го упатиш тој пат, да стигнеш жив и здрав, како сака Господ. Те сакам, Господе Исусе Христа, ќе го земам телефонот, таму имам некои стихови кои излегоа, кои го потврдуваат се во ова. Те сакам, Господе Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубам. Амин до Божјо Царство Небесно. Остани во Исуса, во заедништво. Не размислувај со телесен ум. Телесниот човек ништо не разбира од Библијата. Затоа го поделиле Исус и го распнуваат ката ден. Сега ќе отвориме уште неколку стихови кои дојдоа на таа преписка. Дали душата оди во Божјото царство или не оди? Значи, човек што е во духот не би поставал такви прашања. И сега ние одиме каде? Му објаснувам дека со телесен ум не се разбира духовното. Затоа треба духот да те обликува. Луѓето се поучени од телесни учители и затоа се многу болни и немокни и умираат. И умираат, те сакам, Господе Исусе Христе. Затоа е мало стадо. 1 Коринтијаните 11:30, динамичен превод. И сега сме го објаснувам тоа. Дека ништо не правам во свое име. Духот на мојот Отец зборува и ги врши делата. Дека Стариот Завет е надминат, има Нов Завет. И сега, каде е тој Стар Завет? И одиме сега, еве го за Стариот Завет, суштината. Второ писмо до христијаните во Коринт 3 и вели 11 стих, ако Стариот Завет кој веќе е надминат, беше величествен, надминат, а ти сега славиш некој ден таму, тогаш колку повеличествен ќе биде Новиот Завет, чија слава ќе трае вечно, а ти дали си во Новиот Завет, тоа е интересно, Мудрост Соломонова 3.1, повторно ќе дојдеме до тој стих, душите на праведниците се во Божја рака. Значи, душата е важен момент. Таа е дел од духовното царство, не може да остане во материјалниот свет. Тоа е она што е битно. Мудрост Соломонова 16.14. Човекот по својата злоба може и да убие, но кога духот излезе, тој не може да се врати. И од земената душа не може да ја повика. Зборува за човек, но Бог враќа, издигнува и Христос Лука може да го направи тоа, е исто Стар Завет, кој е надминато. Проповедник 3, 19-20. Си рекол во срцето свое, 18, 19, 21, за синовите човечки, Бог ќе ги испита и ќе им покаже оти тие сами по себе се животни, сами по себе без духот. И затоа се тие спорови поделени заедници. Се што се случува со животните човечки, се случува со синовите човечки, се случува и со животните. Крајот им е ист како умираат едните, така умираат и другите. Едно е дишењето кај сите. Човекот нема предимство пред добитокот, зашто се е суета. Ќе видите кога ќе почне со цитати да ми се фаќаат. Протестантите посебно на вистина ме фаќа гужваница, но велам Исусе дај ми нерви и сила, но јас сум поставен да го бранам Евангелието. Се оди на едно место, се произлегува од земјата и ќе се врати во земјата. Кој знае дека дали духот на синовите човечки се качува горе, а духот на животните слегува долу во земјата. Битен момент. Јас сум објаснувам, душата сме ние, нашите мисли, чувства и волја. Таа станува дел од духот, ако се родиме во дух.
Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Зборовите на Семокниот Отец, Матеј 12:18. Еве го мојот возлюбен син, во кого мојата душа е возлюбена. Според овие стихови Отецот има душа, го има истото во Исаија, слава ти Господи Исусе Христе. Ево уште еден стих, еве го тој стих. Ете го мојот возлюбен син кого го избрав, мојот возлюбен, во кого мојата душа е задоволна, ќе го положам мојот дух на него и тој ќе им објави суд на народите. Нема да се кара, ниту ќе вика. Тоа е суштината. Ниту некој ќе го чуе гласот негов по раскрсниците, нема да докрши подкршена трска, нема да осудува. Ниту ќе угасне фитил што тлее, додека не го изведе судот пред победа. Те сакам, Господи Исусе Христе, те сакам, Исус, и ти благодарам што ми даваш мир, сила и љубов и трпение да се објаснувам со луѓе што се поучени. Битен е моментот кој те учел. Дали си од човечки доктрини учен или во духот. Значи, јас не сум дел од библиски школи. Во духот долго време поминав низ школата, он да зборува низ мене. Он да ги врши делата. Он да ми каже како треба, да ме промени, да ме научи, да пораснам. Духот Божји да ме води, да бидам син Божји, да бидам роден во дух и вистина. Он да ги врши делата и да зборува. Бидете секогаш радосни. Постојано молете се, што и да ви се случува, прифаќајте со благодарност. Зашто така, вие што му припаѓате вистински припадност, собственост на Исус Христос, ја исполнувате Божијата волја. Не мојата волја, не мојот ум, не некој те учел таму во деноминација да зборуваш за Христовото доаѓање, да славиш еден ден, сабота, среда, петок, сеедно. Ние зборуваме за еден дух со него. Немојте да го задушувате дејствувањето на духот. Јас му велам, ако јас зборувам во духот, ти со кого се спориш? Немојте да ги занемарувате пророштвата. Проверувајте се што се проповеда. Држете се за тоа што е добро. Но како ќе провериш ти кога немаш дух во тебе? Кога си телесен и ништо не разбираш? Кога мислиш дека Словото ќе ти даде живот вечен, а не си дошол кај Исус да ти даде живот вечен, кога не знаеш како се доаѓа со Исус, како Исус да дојде во твоето срце, како да се родиш во дух и вистина, како да примиш сила од озгора, како да останеш и да бидеш син Божји. Драги христијани, молете се и за нас, но оној што ве одбра може да му верувате. Тој на вистина ќе го стори тоа. Поздравете се меѓусобно со Свет Бакнеш. Ве задолжувам во името на Господ да го прочитате ова писмо пред сите христијани. Нашиот Господ Исус Христос нека ви биде благонаклонет. Последен пат жена со Библии цитирала, правела, темел на црквата починува во болест. Зошто почина? Јас го зборувам ова за поука за сите. И реков да не оди во деноминација, таму не е добро учење дека ќе изгине, не ме послуша. Значи пророштво, едно, друго. Може би некој дошол ти зборува, ти не слушаш. Не знам дали ќе имаш доволно време. Дојден си до некаде. И сега размислуваш дали душата оди на суд или не оди и се спориш. Па уште доаѓа состојбата да се прашаме. Ке најде ли вера на земјата кога Исус ќе дојде? Размислуваш како Исус ќе дојде кога ќе дојде, а не размислуваш како тој вистински да живее во твоето срце. Црквата е на Исус Христос. Не е можно да има толку заедници, толку посебни цркви. Тоа е сатанска поделба, бидејќи се без дух. Кога сте во еден дух, вие ќе бидете една заедница
Главата ќе биде Исус Христос. Бегај од Македонија, Сатано, и не враќај се повеќе. Бегај од христијаните, Сатано, во името на Господ Исус Христос, и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус нека си замине. Допрете се каде што ве боли. Господе мој, Татко, во името на Исус, пламенен дух од небесата да изгори се што не е од Исус. Кај секого оној кој ќе рече: Исусе, евети го срцево, се покајувам за секој грев, им простувам на сите, никого не осудувам. Те ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Те сакам, Господи Исусе Христе, ги љубам сите, победувам со Твојата љубов. Амин до Божиот Царство Небесно. Амин. Знаете, јас сум поставен да го бранам Евангелието, вели апостол Павле. Па истото го велам и јас. И затоа понекогаш кога ќе кажете за некои деноминации или телесно читање на Библијата, мора да се даде на светлина. Јас сум одговорен пред семокниот Татко Исуса Христа да ви ја кажам вистината. Спознајте ја вистината и вистината ќе ве ослободи. Вистината е Исус Христос, но тоа не е спознавање само во умот да цитираш стихови, туку живење во заедништво во твојата душа и во твоето срце. За секогаш Исус, за навек Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Амин до Божиот Царство Небесно. Амин. Татко мој, како ќе ги проверуваш духовите? Па кога тој ќе дојде, мене, Исуса ќе го прослави. Исусе, 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 Исусе. И ќе вели: Ава, Оче, Татко мој, небесен, се враќам пак. Исусе, 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 кај Тебе. Исусе, 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 Татко мој, небесен. Исусе, 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 се враќам пак кај Тебе. Прави ти така. Амин. Na kolena во молитва покајничка, прости ми, се откажа во гревот смртен. Татко мој небесен, и Слово Божјо ни испрати, Синот свој.